Нови бомби, но овој пат за власта предводена од ДУИ и СДСМ. Високи македонски функционери и припадници на МВР биле вмешани во шверц од дрога и наркотици, објави албанската телевизија Ора Ньюс. Од медиумот велат дека за скандалот до нив пристигнале неколку аудио снимки кои содржат разговори на функционери од највисоките ешалони на власта во Македонија. Иако оттаму се уште ги немаат објавено снимените разговори, тие биле поврзани со шверци, нелегална трговија со наркотици. Лицето кое ги поседувало аудио снимките за Ора Ньюс истакнало дека првично го информирал Трајче Заев, човек кој има исто име со братучедот на поранешниот премиер и председател на СДСМ Зоран Заев. Откако тој ја слушнал снимката, наводно му одговорил со кодирана порака. Мислам дека би била многу позната книга кога би била објавена. Според мен оваа книга треба да има што помала публика, но секако дека зависи од вас. Ајде да договориме уште една средба следната недела. Трајче Заев пред нешто повеќе од година беше поврзан со акцијата на американската ДЕА, кој во соработка со македонската полиција на плетвар за пленија дрога вредна 800.000 евра. Братучедот на Заев се поврзуваше со скандалот преку наводната вмешаност на неговиот личен шофер Александар Ушликовски. Во официјалното соопштение на МВР за акцијата, тогаш информираат дека при претрес на лицето со иницијали АУ во стан во Скопје било пронајдено поголемо количество оружје, муниција, гранати, барут и делови за оружје. А при претрес извршен на стан во Битола, беа пронајдени 13.600 евра и 50.000 денари, колекција луксузни часовници, како и документација за фабрики за производство на марихуана. А во моментот додека траеше полициската акција, братучедот на Зоран Заев беше во Обединетите Арапски Емирати. Инаку, според информациите на албанската телевизија Ора Ньюс, во аудио снимките за шверцот со наркотици каде биле вмешани високи функционери од коалицијата СДСМ ДУИ, а и познати имиња од МВР, наводно можело да се слушне како тие директно интервенирале за да спречат операција превземена од странски агенции.